Не само маркетите, да се бойкотираат и угостителските објекти. Незадоволството од високите цени, но и лошиот квалитет на услугата ги осоколи граѓаните, кои на социјалните мрежи заговараат народот да олабави со ручеци и вечери во ресторанти. Идејата е прифатлива за дел од економистите, доколку успеавме, велат, со бойкотирање на супермаркетите да го намалиме приходот за 47% во рок од еден ден, истото би се случило и со угостителите. Ке ги доведеме во позиција да размислат што прават со цените кои се високи, посебно во Охрид и Скопје. Инфлацијата се намали на 4%. Пак е голема, што значи дека цените се зголемуваат, но некако што беше во 2022 кога беше 19%. И повеќе, мислам, во реална смисла. Тоа е нивното оправдување. Меѓутоа, мојот став на нивното оправдување е зошто не направите притисок врз вашите добавувачи? Зошто не направите притисок врз дистрибутивните мрежи кои што ги диктираат според вас цените. Значи не може да очекувате само ние да плаќаме, а вие да не се трудите и да очекувате само да ги зголемувате приходите до недоглед. Охриѓани ги прашавме колку често може да си дозволат ручек во ресторант и кога последен пат го направиле тоа. Многу малку. Многу малку. Кога последен пат сте биле семено во ресторант? Јам заборавам. Може се све да се најде, ама тешко е тоа. Тешко е тоа. Кафето кога го направи по 100 денари, 120. Значи едно кафе луксус стана. Луксус стана бога. Треба да се учат да одиш по кафани. Некој не е научен да оди да ручат по кафани. Треба законски прописи, треба да се најдат владата како да ги формира цените и да вршат големи контроли каде и колку кошат. Инаку бойкотирањето не е баш најдобро. И јас како студент некогаш и не можам да си дозволам некои работи, а има и периоди кои не сум работен, па да, мислам дека треба да се снижат малце цените. Инаку вечна е дилемата дали Охрид е ценовна туристичка стапица за гостите. Мислењата се поделени. Дел од туристите велат дека хотелско-гостителските услуги не се превисоки само за плиткиот џеп на македонските граѓани. Цените празнично, јануарски ги вџашија дури и печалбарите. Од деснав од угостители пак цврсто стојат на ставот дека Охрид е поевтин не само за окружувањето, туку и од многу дестинации во држава кои воопшто не се атрактивни.